Законот за јазиците повторно ја разбранува јавноста. Денеска собранискиот спикер Талат Џафери, освен што се произнесе за законот, најави дека наскоро ќе почне и собраниските седници да ги води на албански јазик. За испраќањето на законот до Венецијанската комисија вели дека владата не постапила спротивно на уставот. Сметам дека во смисла на уставноста постапката за упатување било кој законски проект во соодветната комисија европска нема никаква пречка или спротивност со уставот, но за поконкретни одговори ќе се обратите до владата, пошто тоа е постапка на владата и нивна одговорност. Сметам дека не би требало и би било сувишно да се изјасни собранието околу надлежностите на владата. Како што знаете претходно, јас сум ги користил комбинирано двата јазика без оглед дали беше законот на сила или не. И кога немаше закон при првото водење на седницата во 2017 година, ја водев комбинирано, значи немало пречка околу тоа, но работава е што како законодавен дом си ги чекавме сите предуслови по однос на оно што е законската рамка за да може во легитимно, односно легална смисла да се води седницата онако како што законите пропишуваат. Во меѓувреме се подгреа и шпекулациите дали законот за јазиците ги скара коалицијските партнери СДСМ и ДУИ, откако вице-премиерот Османи рече дека законот не треба да се испраќа до Венецијанската комисија и формираше тело за негово имплементирање само од министри албанци. Според премиерот пак законот за јазиците не треба да биде имплементиран на швейцарски начин. Веројатно мојот пријател и потпредседател во владата заборавил на заклучокот на владата, уште од тоа време ние имаме заклучок на владата. Затоа што немаме предрасуди. И не треба ништо да криеме, ние не треба да правиме нешто шверцерски или било што. Ние носиме право уставно на граѓаните наши. И апсолутно тој заклучок на влада треба да го спроведеме. Не треба да се плашиме. Мојата лична верба дека законот е во ред. Знам дека може да имаме стварно негативен став, и тогаш консултиравме за тој членот 8, кај што имаме алтернативи. И затоа така го ставивме, честно, да видиме ќе ни кажат. Има криза заради тоа што сакат дел од политичарите да се редат пердови на крајот. Овој закон не е на ДУИ, овој закон е на Зоран Заев, на СДСМ, на БЕСА, на сите што сме внатре. Турска пензионерска партија, сите, затоа што сите го поддржавме и сите го гласавме. Денеска владиниот портпарол Бошњаковски рече дека нема криза во владината коалиција. Во основа не постојат некои конфликти или судири како што пишуваат медиумите. Ја не би навлегувал, мислам вчера имавме владина седница на која што работите функционираат редовно, тековно. Како некој толкова одреден изјави, тоа е сепак во рамките на слободата на израз и на вас медиумите и на новинарите. Во секој случај работата на владата како влада, како институција е апсолутно тековна и немаме никакви проблеми. Од Венецијанската комисија, владата чека одговор дали законот за јазиците е според европските стандарди.